Добар ден, почитувани граѓани. Застрашувачки е молкот на институциите за скандалот со 1 тон дрога кој бил внесен во државата преку Скопскиот аеродром. Молкот на МВР, царина и обвинителство доволно говорат дека институциите се обидуваат овој скандал да го заташкаат и да го прикријат, а причината за тоа е дека има сериозен сомнеш за поврзаност на власта со него. Обвинителството, МВР и царина во минатото спектакуларно известуваа за далеку помали случаи, а за овој случај нема речиси ништо. Замислете, во овој скандал се работи за 1 тон дрога, кој влегол преку Скопскиот аеродром. Бил пропуштен на царина, а за тоа нема апсолутно никаква реакција од надлежните. Не слушнавме за приведени, ниту за одговорност, а веќе помина цел 1 месец. Институциите не демантираа ниту дека дрогата била натоварена и спроведувана со возила на царината со ротациони светла. Институциите не демантираа дека царинскиот службеник кој директно бил поврзан со овој скандал ја променил изјавата од тоа дека добил устна наредба да не ја проверува стоката, во тоа дека не добил наредба. Институциите не демантираа дека во царина имало вонредни состаноци како да се заташка ваквиот скандал. Ниту пак беше демантирано дека биле вршени притисоци врз вработените да молчат. Молкот говори дека ова е голема афера. Ова само покажува дека во Македонија нема правна држава, нема борба со организираниот криминална власта, нема слободни правосудски органи и нема владење на правото. Во Македонија има спрега на мафијата и на институциите. Затоа Македонија е на 111-тото место во борбата со корупција и сме последни во Европа. Да подсетиме, во Македонија за само неколку месеци се случи скандал со доделување на официјални македонски пасоши на странски наркомафијаши, се случи пробиената акција Планина и се случи скандал со пратка на марихуана во близина на Прилеп, во која беа фатени близок човек на семејството Заеви и началник на прилепската полиција. Ова само говори дека Македонија е претворена во земја во која наркокартелите се директно поврзани со мокници на власта и имаат слобода да прават што сакаат. Јавноста заслужува одговори и некој мора да понесе одговорност. Одговорност порано или подоцна ќе има. Ви благодарам.